ова видео продолжуваме со надпреварите за светското првенство со нови две групи. Наред е деветиот ден во кој има крајно интересни надпревари. Јас сум Јовица Симоновски Тиджеја, вие го гледате серијалот Overtime with TJ на YouTube каналот BMG Sport. Следиме доста интересно првенство, но се чини дека се игра нежно. За прв пат после 1986 година првото коло на еден мундијал завршува без црвен картон. На 16 надпревари немаше ниту еден црвен. И пред да стартуваме со надпреварите, во молам притиснете subscribe и кликнете на звончето за да добивате известувања за сите видеа во иднина. Денот стартува со надпреварот Србија-Камерун. Дуел на две поразени селекции во првото коло. Србија беше напалена на Бразил, но се случи пораз со 2-0, а можеше да биде и поубедливо доколку не беше голманот Вања. Какви одбрани имаше секоја чест. Не смее Србија да биде разочарана од поразот, сепак играше против Бразил. Има Србија фудбалери кои што допрва треба да блеснат на првенството. Сега треба да стартува шампионатот и битката за бодови за нив. Но разочаран може да биде Камерун. Загуби од Швајцарија со 1-0 во еден крајно изравнен надпревар. А ето, прогнозираше дека Камерун ќе стане шампион. А кој му даде гол на Камерун? Емболо, камерунецот, кој што е роден во Камерун и потекнува од таа земја. Изгубија од свој човек. Како одигра Камерун и Србија на стартот не очекувам премногу голови. Но за мене фаворит е Србија и ќе навивам за нашите соседи. Мислам дека Србија ќе победи со 1-0. Во вториот меч од групата играат Бразил-Швајцарија. Ричарлисон го немаше нигде. Се појави еднаш и даде страшен гол. Против Србија Ричарлисон ни покажа зошто Тите му даде предност пред Фирмино. За Ричарлисон ова беше прв настап за Бразил на едно светско првенство. И го постигна најубавиот гол во првото коло на шампионатот во Катар. Можеби најубав ќе биде до крајот на првенството. Заслужено ја доби наградата Man of the Match. И пазете сега, голот не е никаква случајност. Видете, Ричарлисон тренирал такви удари на тренизите на Бразил и играчиште. А Нејмар колку само удари истрпе против Србија, статистички тој беше најфаулиран фудбалер во првото коло во Катар. Швајцарците ќе немаат шанси на овој меч. Славија против Камерун и сега тие повеќе ќе размислуваат за последниот меч со Србија отколку на овој со Бразил. Навивам за Бразил на овој надпревар и мислам дека ќе слават победа од 2-0. Одиме со надпреварите од групата Х. Прв меч Јужна Кореја-Гана. Кореја против Уругвај одигра 0-0 во еден од најдосадните надпревари во 92 годишната историја на мундијалите. Надпреварот заврши 0-0, а ова е прв пат во историјата на светските првенства еден надпревар да заврши без ниту еден директен удар во рамките на голот од двете страни. На страна што Уругвај имаше две пречки, зборам за шутеви во рамки на гол. Гана против Португалија за малку испушти Реми. Одигра одлично, а она шанса во последните моменти, требаше да биде 3-3. Кореја можеби во мала предност на овој надпревар, но само поради сон. Знаете дека интересни ми се африканските селекции и ќе навивам за Гана. Сепак мислам дека надпреварот ќе заврши 1-1. Во вториот надпревар од групата играат Португалија-Уругвај. После све што му се случуваше, Роналдо пушти солзи на интонирањето на химната против Гана. Толку рекорди, голови, богати договори, бројки на Инстаграм, но националниот дрес е нешто посебно. И нормално, Роналдо продолжи да руши рекорди. Стана единствениот играч кој постигнува голови на 5 светски првенства. И случи уште еден рекорд. Роналдо најмногу пати во историјата на светските првенства е прогласуван за играч на надпреварот. 7 пати до сега. Може нема да застане на овие бројки. Има 37 години, но видете го скоков. А реакцијата на голманот? Кажува све. Уругвај, да имаш играчи како Нунес, Суарес, Валверде, Кавани и ниту еднаш да не шутнеш во рамки на гол, не можам да поверувам. Потврлија против Кореја и сега ќе им биде потешко. Нема да паѓаат многу голови, ќе се игра доста цврсто. Јас се навевам за Уругвај на овој меч, но мислам дека Португалија ќе победи со 1-0. Дечки, тоа беше се за денес. Следете не, бидејќи веќе утре продолжуваме со уште нови видеа. Поздрав!